Морам да ви се обратам затоа што сте ми последна надеж. Да спасиме една мајка, да спасиме едно семејство. Под овие слогани многу семејства низ Македонија бараат помош од добронамерни граѓани за лекување на нивните најблиски. На интернет страната donacii.mk постојано се објавуваат активни акции за донирање средства на луѓе кои имаат потреба од помош, а апелите се објавуваат воопшто на сите медиуми, интернет страници и социјални мрежи. А ваква потреба имаат деца, родители и цели семејства. Токму на овој начин битка бијат со болести на виталните органи, срцето, црниот дроб, мозокот. Имаат потреба од средства кои се движат од 3000 евра за преглед надвор од државава, па се до 120.000 евра, каков што е примерот на 7-годишно момче за лекување на карцином на коски во Австрија. Од истите причини се организираат и хуманитарни забави и концерти, турнири и крводарителни акции. Иницијатива за вакви настани има, но прашањето е колку луѓето се одзиваат на нив. Сум донирала, да ти кажем искрено, баш завчера сум донирала. Многу ми е жал што се дешава, да можем појќе ќе донирам, ама кој колку може би требало да донира. Секој спрема стандардот и состојбата, каква состојба е, колку примања си прима, колку можемо донирам. По телефон звонам, вртам. Така. Се јавувате, така? Се јавувам, да. Ако не, смо донирали обавезно. Убаво е да се даде. Секој нешто што ќе дадеш, 1 динар да се даде, тој е цар за неф таму. Тој е се најзагрозени луѓе. Па се одзивамо на телефонете, например, донирамо неколку пута, ќе се јавимо, тоа е. А колку можемо у наши могуćности што? Вртиме, се интересираме, сакаме да помогнеме. Но колку и да е голема желбата на народот да помогне да ги смени овие тешки судбини на поединци, често е недоволна. Тука неминовна и помошта од државата, но за да дојде човек до неа потребни се долги административни процедури и трпеливост. А многу од луѓето на кои им е потребна помош, здравствената ситуација не им дозволува чекање. Таков беше случајот и со 9-годишната Тамара Димовска, која почина вчера како последица на деформитетот на рбетот. Незините родители се надеваа на Фондот за здравство и на Министерството, но тие поради административни процедури 2 години не обезбедија пари за операција, без која животот и беше загрозен. Почина на денот кога требаше да и го соопштат датумот за операција во Турција. Граѓаните се крајно револтирани од односот на државните институции. Тамара може да е сечиво дете. Кој е крив таму? Значи, па некоја институција била крива. Тоа чим девојчето било, значи, од таа болест требало одма автоматски да се реагира. Стварно е жалосно. Жалосно е да се изгуби млад живот за нечија негрижа. Луѓето не се семочни. Значи не може да помогне толку, колку што може и државата малку да помогне за такви случаи. Да ви кажем искрено, и ја дома имам болен човек, меѓутоа многу слабо. Зборим за себе. Никаква помош, сум се обратила, значи, по институцијеве, не иди кај матичен, од матичен не праќа во социјални грижи, тоа значи се одвива многу тешко таа процедура и многу време треба да пројде, ако ти треба у моментот, да речемо, да ти даде некој динар да ти помогна, тога не можеш никако да се справиш со тоа. И како можемо, ја имам дома муж оперисан од тешка болест, со тумор, не работи нигде, јас сум сама, со 2 деца ги школуjem, како знаем и умем, тоа е тоа. А инаку тешко. За тешко е многу тешко спрема стандардот и спрема платете наши. Не знам што да кажем. Еве и сега лагам прво у апотека, па идем дома. Жално. Тешко. Малата Тамара на незиниот 9-ти роден ден си посака една огромна желба. Ги пренесуваат медиумите зборовите на незината мајка. Сакам да оздравам и сакам да бидам како сите останати деца. Не сакам веќе болници, таму нема деца да се играм со нив, но не дочека да и се исполни. Да не се заборави, за да не се повтори.